Јас сум Весна Дамчевска, а мојот денешен соговорник е председателот на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги, Марко Бислимовски. Добро дојдовте, председателе. Секогаш кога разговарам со вас, интервјуата предизвикуваат многу внимание затоа што засегнуваат многу важни прашања, нели, од нашето секојдневие. На почетокот на годината почнавме со новогодишна честитка, повисока цена на струја. Сепак таа, како што кажавте, за 65% тие влегуваат само во прва тарифа, таму зголемувањето 2,45%, потоа 21 уште проценти што влегуваат и во втора, таму 2,87 и ефтина се зголеми за 2,5%. Овие проценти може би не се многу големи, меѓутоа секој има право да си плати онолку колку што потрошил по важечка цена. Ние секоја година се занимаваме со едно прашање, како отчитувањето на деновите пред Нова година да не влезат во оние по Нова година, односно да не платиме неоправдано повисока цена. Апсолутно, граѓаните ќе платат како и секогаш толку колку што потрошиле. Во изминатиот период, во месец декември, одржавме неколку состаноци со представниците од електродистрибуција со цел да се избегнат непријатни ситуации како што имаше минатата година. Минатата година имаше одреден период, особено во јануари и во февруари, имаше одредено незадоволство кај негде и до Регулаторната комисија за енергетика го видовме тоа, беа негде помеѓу 900.000 жалби во однос на фактурите. Значи, новие состаноци со електродистрибуција се договоривме пред се да работат и на 31 декември и на 1 јануари, како и за божичните празници, со цел периодот на отчитување да не биде поголем од 30-31 ден, бидејќи лани имаше ситуации кога беа и 35-36 дена и поради тоа кај одредени домаќинства имаше повисока сметка за електрична енергија. Понатака од електродистрибуција превзема една активност кај сите домаќинства кои што минатата година во јануари и февруари се обратиле до нивниот кол центар. Оваа година беа побарани од страна на електродистрибуција со цел да ги потсетат на можноста сами да се ги достават податоците за отчитување. Значи, тоа е привилегија, секое домаќинство го има тоа право, сам да си ја прочита состојбата на своите броила. Јас знам дека има некои случаеви каде што не се гледа, но бараме од електродистрибуција и таму каде што прозорчињата кај самите броила се замаглени и не се гледа да бидат променети. И исто така се очекува дека отчитувањата на месечно ниво во 2026 ќе изнесуваат околу 90%, а на квартално ниво ќе изнесуваат 95%, имајќи во предвид дека реално негде на вистина не може да се пристапи до броилата и не може да се прочита, но сето тоа сега е сведено на минимални рамки. Така да оваа година граѓаните ќе ги добијат сметките на електрична енергија врз основа на отчитаната состојба и дополнително, она што сакам да го кажам е дека очекувањата се дека со овој процент на зголемено отчитување ќе ги избегнеме тие ситуации кои што ги имавме минатата година. Дополнително, во текот на февруари се распишува еден поголем тендер од страна на електродистрибуција за набавка на броила кај домаќинствата кај кои што ќе може далечински да се отчитува. Затоа што оние домаќинства кои што имаат далечинско отчитување, состојбата е кристално чиста од првиот ден во месецот до последниот ден од месецот и нема можност за никакво прелевање, така да во наредните 4-5 години сите домаќинства во Македонија ќе имаат броила со далечинско отчитување. Во овој момент се некаде околу
200.000 домаќинства кои што имаат такви броила. Минатата година кога започна годината, на почетокот на 2025 беа околу 180.000 броила, сега се нешто над 200.000, така да сигурен сум дека овој тренд во наредниот период и на инсистирање на регулаторната комисија за енергетика ќе се забрза. А тоа оди на сметка на дистрибуција или како? Новите броила, како и претходно кога беа сменети во 2009-2010, имаше процес на замена на сите броила, се на трошок на електродистрибуција. Значи, граѓаните не плаќаат директно, но сега за... Индиректно преку сметката. Апсолутно, тие ги сметаме ние како основни средства и понатака се засметуваат во вредноста на основните средства на компанијата, така да реално на крај и овие броила секогаш ги плаќаат и потрошувачите во Македонија. Се чини дека, како што и кажавте, со таа привилегија што ја имаат сите граѓани, што можат да си сами напишат до каде е состојбата на броилото, барем моје субјективно чувство е дека се намалија поплаките. Меѓутоа, како е реално со на порамнување на сметки што обично оди на крај на годината, па кога велат ми стигна голема сметка, дали до вас стигнуваат уште такви поплаки? Во основа кај електричната енергија, кај оние домаќинства кај што не е отчитано, се прави порамнување за целиот период кога не е отчитувано. И тие сметки кои што биле плаќани претходно врз основа на неотчитани податоци, на крајот се порамнуваат, но тоа е кај мал број на домаќинства и она што сега го имаат во сите сметки за електрична енергија, може кај домаќинствата може да се види дали едно броило е отчитано или не е. Доколку има ознаката О во самата сметка, тоа значи дека броилото е отчитано, доколку ја пишува ознаката М, тоа значи дека броилото не е отчитано. Така да по самото добивање на сметката, доколку потрошувач од домаќинството има ознаката М, односно не е отчитано, апсолутно има право да достави состојба на броилото, да достави до електродистрибуција со цел електродистрибуција понатака да ја земе во предвид оваа состојба. Иако се намали ставката за пренос на електрична енергија, вие бевте доста поборник за намалување во изминатите години, сепак до мене, како новинар, може би до вас верувам, стигнува прашањето зашто сепак се уште е некаде изедначена во однос на цената на струјата. Еве, јас ќе прочитам една конкретна сметка, па би сакала што се вели онака како школски пример да објасниме што е тоа пренос. Еве, отчитувањето е од 13 ноември до 12 декември 25-та, сметката е 4188, но само цената на струјата е 1957 денари, значи помалку од половина. Потоа има пренос 1220, приклучок 200, ДДВ, и улично осветлување. Но еве, вие малку да ја објасните. Се разбира. Значи, електричната енергија се произведува во големи електрани, во производни капацитети. Во Македонија се термоелектраните во Битола, термоелектраната во Осломеј и големите хидроелектрани. И сите тие се приклучени на преносната мрежа. Преносна мрежа е мрежа каде што напонот на далекоплодите е од 110 киловолти па нагоре. Колку е повисок напонот, толку поголеми количини на електрична енергија може да се пренесат. Значи, тоа е преносна мрежа. Понатака, на преносната мрежа се приклучени, може да бидат приклучени големи потрошувачи, како што е Фени, како што е Макстил, и исто така е приклучена дистрибутивната мрежа. Кај нас дистрибутивна мрежа е мрежата каде што напонот е од 110 киловолти па надоле. Значи во Македонија има 35 киловолтно напонско ниво, 10 или 20 киловолтно напонско ниво и има 0,4 киловолтно напонско ниво. Значи, по физиката за електричната енергија е таква да кога ќе се произведе или увезе, таа мора да пројде низ
преносна, односно дистрибутивна мрежа. И од секогаш тој трошок и за пренос и за дистрибуција, односно мрежарина, се плаќал од секогаш. Но во последните неколку години, пред 3-4 години, во Македонија тоа се издвои, бидејќи имаше усогласување со европското законодавство. И не е тоа само европско, и во Соединетите Американски држави издвоено е колку се трошоците за мрежа, колку е набавката, а колку е трошокот за купување на електрична енергија. Сега за сметката која што ја споменавте, доколку цената, набавната цена, по која што ЕСАМ продава на Ева на Хоум, е повисока, тогаш таа разлика ќе ја нема. И сега вие сметате дека, ова сум сигурен дека станува за домаќинство кое што има повисока потрошувачка во ефтина тарифа, а тамо цената е 30 евра за мегават час. И поради тоа се добива впечаток дека кај домаќинствата кои што се негде во ранг до кај 4-5 илјади денари, некаде трошокот за мрежарина и трошокот за електричната енергија како производ е речиси еднаков. Најчесто е повисок трошокот за електрична енергија во однос на мрежарината, но тоа станува зборка и овие кај домаќинствата со далеку поголема потрошувачка, апсолутно трошокот за енергија е поголем отколку трошокот за мрежарина. И сега доколку ги анализираме и потрошувачите кои што се на слободен пазар на електрична енергија, кои што плаќаат една реална пазарна цена, секогаш трошокот за мрежарините се движи помеѓу 25 и 35% во зависност од цената која што била во тој месец. Значи, уште еднаш сакам да потенцирам, трошокот за пренос и дистрибуција, односно мрежарина, од секогаш се плаќал во Македонија, но не бил издвоен. Тој сега е издвоен поради тоа што имаме голем дел на потрошувачи кои што не се домаќинства, кои што купуваат електрична енергија на слободниот пазар. И овие потрошувачи добиваат две фактури. Една фактура е од електродистрибуција за мрежарините, за дистрибуција и за пренос, а другата фактура е од снабдувачот, кој што им испорачува електричната енергија. И истото тоа, сигурен сум дека во наредните години ќе се случи и кај домаќинствата, ќе има снабдувачи кои што ќе најдат пазарна мотивација, пазарна логика да продаваат електрична енергија и на домаќинствата. Во моментот, речиси сите домаќинства се снабдувани од универзалниот снабдувач Ева на Хоум. Но, секое домаќинство има право и да отиде на слободниот пазар. Јасно е зошто не одат домаќинствата на слободниот пазар, бидејќи овамо Ева на Хоум купува по цена од 65 евра за мегават час од ЕСАМ, која што цена е апсолутно далеку повисока, е пониска од пазарната цена, која што дури е пониска и од реалната производна цена на ЕСАМ. И сето тоа придонесува домаќинствата да бидат снабдувани од универзалниот снабдувач, бидејќи јасно е доколку одат кај снабдувач, неговата цена, да речеме сега во моментов на македонската берза, од 1 јануари па навака е цената помеѓу 100 и 150 евра за мегават час. Значи, апсолутно би имале повисоки трошоци за електрична енергија. И она што се прави во изминатите неколку години преку ЕСАМ, да дава пониска цена на овој тендер, работејќи апсолутно свесно со загуби, со цел да немаме ценовни шокови кај домаќинствата. Ги спомнавте загубите минатата година, беа над 120 милиони евра годинава, продолжуваат на ЕСАМ. Докаде па е така одржлив овој капацитет, уствари тоа не е еден капацитет, нели сите производствени капацитети што спаѓаат под државна капа ЕСАМ? Значи, од самиот старт ЕСАМ е принуден да работи со загуба, бидејќи неговата производна цена е околу 100 евра, тука негде, по тие информации што ги имаме, регулаторната не определува цена на ЕСАМ. Од старт работи со загуба, бидејќи најголем дел од своето производство го предава за домаќинствата. Значи, од старт имаме, да речеме, приближно 35 евра за мегават час загуба.
Значи, ние треба веќе да го менуваме и нашиото сваќање како треба да работи ЕСМ. ЕСМ, да, е компанија која што произведува електрична енергија, но треба да се гледа и ЕСМ која што да биде компанија која што ќе купува и ќе продава електрична енергија. Сите такви производни компании во регионот работат на таа основа. И во Србија, и во Хрватска, и во Словенија, а особено во европските земји. Значи, треба на ЕСМ да му се даде слобода. Во периоди кога цената на електрична енергија е поевтина да се купи на пазарот или да се купи на берза, логично е дел од своето производство ЕСМ да не произведува, бидејќи купува нешто поевтино отколку тоа што реално го чини. Јас и веќе дадов еден предлог, сега ќе го повторам кај вас. Во Македонија се направија голем број на фотоволтаични електрани. Некаде за 4 години се вкупно сите обновливи извори преку 1200 мегавата. 1200 мегавата се речиси скоро 6 блока од Битола. Зошто ЕСМ да не склучи договор со сите овие фотоволтаични електрани, да им даде понуда, да им гарантира дека им ја купуваат цената по некоја цена која што ќе биде апсолутно пониска од таа што е 65 евра за мегават час. Особено во пролетните месеци, во летните месеци, овие фотоволтаици произведуваат електрична енергија, дури и повеќе од потребите кои што се на домаќинствата. На тој начин ЕСМ во овој период ќе штеди вода, исто така нема потреба да во овие периоди и со 2 или 3 блока да работат термоелектраните. Дури ќе има ситуација и кога нема потреба да работат термоелектраните. Ние уште сме навикнати во Македонија да го зборуваме ЕСМ работел првиот блок, работел, но ЕСМ е компанија како што велам која што да произведува, но доколку производната цена му е висока, а на пазарот му се нудат можности и услови да купи по далеку пониска цена, зошто да не купи по пониска цена? Со тоа ќе се ги намали своите загуби. И оваа електрична енергија која што ќе купува на пазарот ќе му даде простор покрај на домаќинствата, каде што продава по 65 евра, да продава и на слободниот пазар, на другите потрошувачи, кои што плаќаат цена во зависност од периодот во годината, но негде во просек помеѓу 100 и 150 евра за мегават час. Значи, ЕСМ има можност кај овие домаќинства не да продава кај овие потрошувачи не по цена од 65 евра, туку да продава за речиси 2 пати повисока цена. И тоа со сите мерки кои што ќе ги превземаат задолжените, одговорните институции, треба тоа да му се овозможи на ЕСМ. ЕСМ мора да застане на здрави нозе. Ние немаме сценарио Б кај ЕСМ. ЕСМ е стожерна енергетска компанија која што покрај обезбедувањето на електрична енергија е битна, затоа што за ЕСМ работат и голем број на други помали компании кои што ја задвижуваат македонската економија. Значи, ние не можеме да размислуваме ЕСМ да го снема. Тоа нема теорија. Но мога да се сложиме дека веќе јагленот е се по полоша состојба, дека е тешко да се увезува. Споменати на пресот мазут, дека се повеќе поголемо учество има поради тоа што нели јагленот е сиромашен, некалоричен. Дека со мазутот исто има проблеми околу секаде набавка. Некаде имаше некој план за згаснување, еднаш се зборуваше 2030, ако не грешам, на рек Битола. Колку е остварливо и дали воопшто треба рек Битола еве да се згасне? Значи, ние го имаме тој јаглен кој што го имаме. Тој е со понизок квалитет, тешко се доаѓа до квалитет во тој крај до јаглен во тој крај со повисок квалитет и ние увезуваме јаглен и видовте што значише пред нова година тој увоз на јаглен,
кога го увезувавме од Грција и заради протести не можеше да се донесе во Македонија. Значи, нашата енергетска независност представуваше нашиот домашен јаглен. Ние повеќе тоа го немаме. Овој јаглен, апсолутно, кој што го имаме, ние мораме да си го искористиме. Затоа што не може да се води систем без базна енергија, без термоелектрани. Во тој не може да се води ни само со фотоволтаици, ни само со обновливи извори, бидејќи не може да функционира така електроенергетскиот систем. И апсолутно термоелектраните до периодот додека не се направат нови гасни електрани, сигурен сум дека ЕСМ ќе направи гасна електрана, за да се обезбеди базна енергија за себе, термоелектраните мора да ни работат. Сега, доколку ги анализираме ние како работат термоелектраните, заради овој полош квалитет на јаглен, некаде ние реално во Македонија еден блок ни е затворен. Ако вкупниот инсталиран капацитет на блоковите, на два блока е 233 мегавати, на еден е 225 мегавати, сега блоковите даваат 150, 160 мегавати, некоја 140, кога ќе се најде на подинска серија со подобар квалитет, знаат да најдат до 170, но вкупниот инсталиран капацитет кој што бил околу 700 мегавати, реално ние повеќе го немаме. Негде имаме од блоковите 450-460 мегавати, што значи дека веќе ние еден блок во пракса ни е затворен. Во Осломеј исто така нема јаглен, исто така и таа термоелектрана сме ја затвориле. Но, за да можеме да го водиме системот, мора да ни работат овие термоелектрани, додека не се заменат со гасни електрани, односно тоа ќе бидат когенеративни електрани кои што ќе произведуваат и електрична и топлинска енергија. Што и да се случува сега на пазарите на електрична енергија, домаќинствата се заштитени со оваа цена што ја кажавте. Меѓутоа, и дел од мали компании што се нели под регулирана цена, но еве за големите компании кои што индиректно ќе не засекнат и сите нели преку нивното производство. Каква е моменталната состојба на пазарот на електрична енергија и фјучерсите какви се? Па видете, сега имаме на македонската берза, на МЕМО, цената, како што кажав, е негде од 100 до 130-150 евра за мегават час, а додека на Хупекс, унгарската берза, овие неколку дена е околу помеѓу 250 и 300 евра за мегават час, а на српската берза е околу 200 евра за мегават час. Голем дел од нашите снабдувачи започнаа веќе и да купуваат електрична енергија од фотоволтаиците во Македонија по цена која што е поврзана со МЕМА, но и да продаваат по цена која што е поврзана со нашата македонска берза. Така да во тој дел, например, имаме една привилегија да имаме пониска цена на македонската берза во однос на останатите берзи во регионот. Фјучерсите се доста осетливи и особено оваа поголемата берза што е Хупекс, влијаат на цената на природниот газ. Некаде природниот газ имаше еден доскоро беше околу 27-8 евра за мегават час. Од вчера имаме еден пораст 30 на 30,3-4 евра за мегават час и тоа доведе и до зголемување на цените на електрична енергија на берзиве во регионот и некаде фјучерсите се, кога ќе се анализира на глобално ниво, е некаде околу 110, на годишно ниво е помеѓу 110 и 130 евра за мегават час. Не можем да кажем конкретна цена, бидејќи таа флуктуира во зависност од цената на природниот газ. И во тој дел мислам дека нашите потрошувачи кои што се на слободниот пазар ќе имаат една стабилна цена во наредниот период. Но искуството со започнувањето на енергетската криза не научи никогаш не вели никогаш. Пред се берзата за нафта е многу осетлива не се осетливи на трошоците, туку се осетливи на чиста политика, на геополитика, така да
никогаш не можеме со сигурност да кажеме и да предвидиме што ќе се случи во наредниот период, бидејќи се тоа работи кои што зависат од геополитичката состојба. Токму за крајот сакав да ве префрлам на нафтата, случувањата во Венецуела, некако некој очекува дека ќе се зголеми цената, колку што вака гледам, нели онака лаички, новинарски, таа се намалува. Еве, какви се, што мислите, што ќе се случува со цената на нафта? Ние во Македонија сега во моментов мислам дека имаме најниски цени за дизел и за бензин споредено со пред 2-3 години. Она што го гледаме кога започна кризата, цената на суровата нафта, Брент нафта, дојде до 59,5-6 долари за тон, а во текот на минатата недела и оваа недела веќе имаме тренд на пораст на цената на суровата нафта, таа е негде околу 64 долари за тон, значи во распон од 10 дена имаме зголемување на цената за речиси 10%. Но од прилика тоа ние определуваме врз основа на цените на секој дериват, посебно на бензин и посебно на дизел, на медитеранската берза во Џенова и таму колку што гледам сега за сега е стабилно. Значи ја реално не очекувам дека ќе има некој сериозен пораст на цената на нафтата на светските берзи. Благодарам Бислимовски за овие исцрпни одговори. Ви благодарам на вас, гледачи, слушатели и читатели на Слободен печат, што бевте со нас. Сметам дека има многу корисни информации, меѓутоа и еден добар едукативен дел, нешто и да научиме. Ви благодарам на поканата.